Куќата на браќата Миладиновци, лоцирана во срцето на Струга, представува обновена верзија на традиционалната македонска куќа од 19 век. Со бела фасада, високи прозорци и покрив од керамиди, таа го отсликува духот на времето во кое живееле Димитар и Константин Миладинов. Надворешноста е скромна, но автентична, обкружена со тивка дворна средина која внесува мир и носталгија за минатото. Архитектурата следи типична форма на струшките куќи, со дрвени елементи и еден горен кат. Внатрешноста на куќата е автентично уредена во духот на 19 век, со зачуван етноамбиент која отсликува културната и интелектуалната атмосфера од тоа време. Тука, како што забележате, се наоѓаме во една, можам да кажам, соба, малку поголема соба тука, каде што тука ги пречекуваме малку побројни гости. Најчесто учениците тука му држуваме предавања со станоци, некои кои се држуваат. Имаме исто така една соба, една реконструкција на соба за прием на гости, како што забележавте, баш интересна соба, кој што луѓето, голем дел помладите немаат видено, значи се радуваат кога ќе видат една соба како изгледа во тоа време, како еден мешан стил, македонски стил, како луѓето седеле во тоа време, како се однесувале. Имаме, значи, како што видовте, тука, значи, еден мангал, што некој голем дел не го имаат видено. Повозрастните имаат видено значи, мангал. Тој мангал функционирал на тој начин што земале жар од каминот, тој жар ќе поставеле во мангалот и се настанувале од страна, ако биле порасположено друштво и ќе испееле по некоја народна песма. Како што кажав, во тоа време мајка му, султана од оваа фамилија, имала многу убав глас, имала навика да подпевна по некоја народна песна, да го расположи малку, да ја расположи малку, можам да кажам, фамилијата. Исто така, значи, има работи да се видат, има, значи, може, како што ви забележавте, таванскиот дел, значи, еден вид како изгледало во тоа време, еден, значи, како ги украсувале таваните, како што видовте, долап, исто така, децата не го знаат да го видат и тоа е интересно, значи како ја чувале облеката во тоа време. Секој агол од внатрешноста зборува за традицијата, за значењето на домот, но и за културната вредност што ја негува оваа спомен куќа. Иако просторот не е голем, тој нуди интимен увид во животот и амбиентот на браќата Миладиновци, кои оставиле неизбришлива трага во македонската историја. Токму и тоа ги привлекува туристите да дојдат во посета. Тука пред се не посетуваат повеќе ученици од нашата држава. Пред се од, можам да кажам, и од најмалите имаат интерес, и на малите тука, па и најголемите. Ме радува тоа што интересот е сепак добар од учениците, и имаме гости и од странство, како што гледате. Видовте пред малку за минува, тука јавме баш во моментов гости од Австралија, имаме гости и од Бугарија, имаме гости и од Холандија, имаме гости и од Грција, исто така можам да кажам. Значи, имаме гости од повеќе места и од повеќе други места. Да, значи до други центри. Се надевам дека ќе имаме уште повеќе понатаму во иднина. Годинава можам да кажам слободно дека бројот е зголемен на посетители за разлика од лани. Институција која изминативе 40 години го чува и негува споменот за животот и делото на браќата Миладиновци. Браќата му го дадоа основното обележје на македонскиот 19 век. Ја започнаа македонската природба, односно зачатоците на националното осознавање, етичката и јазична посебност и идентитет. Ова куќа, како што ви кажав пред малку, е изградена на истото место каде што се наоѓала родната куќа на браќата Миладиновци во 1961 година, бидејќи нивната родна куќа изгорела во пожар во 1925 година и ова куќа е изградена на истото место во 1961 година по повод 100 години од објавувањето на зборникот на браќата Миладиновци. И нормално со текот на годините и неколку пати е реновирана од страна на државата и понатаму се работи од страна со Министерството за култура, се преземат мерки и активности за подобрување на условите, за да можат имат се подобри услови гостите кои што ни доаѓаат тука. Со нивното дело започнува борбата за отфрлање на грчкото духовно влијание и се отвара патот кон возобнување на Охридската архиепископија, како македонска црква со своји архиереи и богослужба на мајчин јазик.
Посебна заслуга имаат и за воведувањето на македонскиот јазик во училиштата, што било клучен чекор за заштита и афирмација на националниот идентитет. Токму таа дејност ќе биде причина за нивно клеветање пред турските власти, што на крајот ќе доведе до нивно затварање и маченичка смрт во цариградските Зандани.